Криза или несериозност? Дури 20.000 компании во земјава на своите вработени не им ги исплатиле платите на вработените во законски утврдениот рок. Управата за јавни приходи предупреди дека од вкупно 68.893 работодавачи, само 47.000 редовно ја исплатиле платата. Останатите имале проблем, а поголем дел од нив не дале никаква плата. А добар дел од газдите на своите вработени им исплатиле само 5 денари плата. На 700 работодавачи само годинава им биле блокирани сметките поради доснење на платите. Најмногу блокирани сметки имало кај угостителите, а потоа и кај транспортот, адвокатските услуги, поправката на возила и фризерските салони. 5428 работодавачи доцнеле со реализацијата на обврските по основ на МПН пресметките. Од нив 1912 имаат доцнење на повеќе од 1 месец, додека 700 даночни обврзници доцнат со реализација од самиот почеток на годината и кај сите тие се превземени соодветни мерки во делот на присилната наплата. Синдикатите реагираа дека работниците и натаму се омаловажуваат, а нивниот труд никако да се плати. Вела дека работодавачите мора да ги почитуваат законите и редовно да им исплаќаат плата, а не да биде злоупотребен и оној кадар кој останат во земјава. Знаеме дека Македонија е во инфлација и минатата година еве и оваа година, значи да имаат обзир работодавачите дека нашите работници не можат да опстојат, а мора да им се исплати платата нормално што си ја заработиле од својот труд. И што доведува до несакани последици. Еве во последнава година имаме 10.000 млади луѓе иселени во западноевропските земји, што значи и оние работодавачи и покрај сите овие недостатоци на работници сепак се играат со достоинството на работниците. Каква е состојбата отсликува и статистиката. Кај септемвриската плата близу 3800 газди не им исплатиле плати на своите 8673 работници, а над 5000 компании воопшто не поднеле до управата за јавни приходи пресметка за месечниот доход. Меѓу оваа бројка 8140 работодавачи имале повеќе од еден вработен. По компании најголемата фирма со неисплатена плата за септември е од дејноста за чистење на згради со 378 работници. Потоа од компанија за обезбедување со 184 и на трето место е субјект од високото образование со нешто повеќе од 80 неисплатени плати.